Гоце Трајановски трча трет мандат за градоначалник на Скопје. Јани Макрадули за прв пат ќе се обиде наместо во извршната власт да влезе како градоначалник на Скопје. Какво е досегашното искуство и тек на кампањата? Па кампањата тече одлично, бидејќи градот Скопје има поцентрална димензија и можем да направам спој помеѓу централните теми и локалните потреби на граѓаните. За жал Македонија е така развиена да 75% од бизнисот, од движењето се наоѓа во Скопје, сите скоро државни институции се тука, така да животот во Скопје значи и животот во Македонија. Граѓаните во средбите ги потенцираат и тие работи, покрај локалните и централните теми, бидејќи Скопје како главен град не може да живее без централните теми. Какви се предностите на Гоце Трајановски, кој што по трет пат се обидува да го добие градоначалничкиот мандат, кој што во двата претходни изборни циклуси имаше добар успех и без конкуренција всушност го доби ова место, и Јани Макрадули, кој што доаѓа од функцијата, познат е по функцијата пратеник, потпредседател на собрание? Па предноста на Гоце Трајановски е што веќе бил во извршната власт. Мојата пак предност е визијата за тоа дека Скопје може да биде поинаков од она што е во овој момент. За жал, она што мислам дека е главен хендикеп на актуелниот градоначалник е што тој и сега во кампањата ветува убави работи. Тие ги ветуваше во 2009 година. За жал тој реализира други проекти. Тој во 2009 година нити шпанската галија е вети, нити спомениците, нити врбите, но ги направи. Инаку е нормално да граѓаните дадат поддршка на ветувања за улици, за водоводи, за канализација. Ама тоа за жал во претходните 4 години не се случуваше, мислам дека тоа главниот хендикеп. И во неговите дела и во неговиот отчет ги нема нити галијата, нити златните коњи, нити Прометеј. И затоа мислам дека граѓаните се револтирани од тоа дека едно се ветувало, друго се реализирало, и тоа е пак од друга страна моја предност дека има стекнато доверба во мене во парламентот дека се борам за правдата и правината. Не сум бил во извршна власт, не го имам тој хендикеп дека нешто сум направил. Јас имам чувство дека така и ме третираат како чесен, искрен пристап што го имам во парламентот како некој борец, и тие очекуваат, и јас навистина тоа го ветувам, граѓаните ќе се изненадат од транспарентноста за трошењето на парите во градот што ги прави. Сите пари ќе се знаат каде одат и секојдневно ќе се објавуваат на веб страницата на градот Скопје. Што е на Јани Макрадули што им го ветува на скопјани, а што може да го реализира по 24 март? Па им ветувам квалитетен живот. Под квалитетен живот подразбирам побезбедно и посигурно да стигнат на работа, да дишат почист воздух, децата побезбедно да се враќаат од училиште или додат или да си играат во дворовите. Сето тоа можеме да го направиме и сето тоа не чини многу пари. Буџетот на Скопје не е мал, тој сам за себе е 107 милиони евра. За жал, во овие 4 години не сме добиле многу пари, односно сме добили пари од Европската унија. А има многу проекти кои што се однесуваат првенствено на животната средина, кои што може да се искористат. Затоа, за да го надокнадиме зеленилото, прво ќе ги запреме сечењето на дрвата на водно, до средноводно ќе може максимум да се оди со кола, а потоа исклучиво со автобус, тој што сака да го посети Милениумскиот крст или врбот на водно, а нема многу кондиција како мене, тогаш ќе се качи на автобус кој работи исклучиво на струја. Зеленилото ќе го поттикнеме во градот со нови површини, но и со она што е тренд светски, на крововите, на градскиот трговски центар, на младинскиот културен центар, на библиотеката Браќа Миладиновци, сите средни училишта, онака како што личи и Скопје да биде во борбата за повеќе кислород за граѓаните. Потоа сите средни училишта со тие така наречени договори што ги имаат Eco Saving Companies со Европската инвестициона банка ќе ги направиме енергетски ефикасни. Ниедно дете веќе нема на училиште да оди да седи во јакна, нема да има пробев од прозорите и ќе штедиме од енергијата. И тие проекти се прават без градот да се задолжи и без граѓаните да се задолжат, а ќе бидат во собственост на градот после 4-5 години кои ќе се завршат, зависи од проектите кои што од големината на средното училиште. Многу се зборува за гасификацијата, впрочем и
мојот против кандидат ја имал во 2009 година, сега само на истата за различна страница од неговото ветување. Мојата предност е дека тоа јас знам да го направам. Не е само да го ветам. Значи го ветуваат сите, но заради мојата техничко знаење тоа можам да го реализирам и тоа не треба да чекаме да се поврзиме со некој крак додека се решат ставревски компанијата да направат, туку имаме систем Гама во Скопје кој што е во 50% во собственост на државата и тоа веднаш може да почне да се поврзуваат јавните предпријатија кои што и училишта кои што се во доменот на градот. Мислам дека еден од пореволуционерните проекти и похрабри проекти е тоа да се зградата на водовод, кој што не постои зграда на водовод во европските центри, кој што изгледа така мегаломански, луксусни, тоа е навистина боде очи во оваа сиромаштија. Таа ќе претвориме во независен културен центар и тоа го презимаме како искуство од други градови, го има во Загреб, во погон, чувениот погон од Загреб, од Лјубљана, од Хаг, од Берлин, каде што во таа независен културен центар со посебен сектор во градската администрација ќе финансираме млада независна култура која што не може да се пробие во овие државни проекти што ги нуди Министерството за култура и се разбира таму ќе бидат сместени невладините организации кои што соработуваат со градот. На тој начин знаењето што тие го имаат, ние ќе го подкрепиме со логистика, со инфраструктура, со поддршка од тој аспект, а тие човечкиот ресурси ќе ги дадат и знаењето што го имаат, бидејќи да бидеме реални. Во овој момент во невладините организации има повеќе знаење отколку во државната администрација. Јас тоа можам со собранието да го кажам. Дел од администрацијата во собрание не ви помага никако, не знае, бидејќи е примена по партиска основа и тој не помага никако. Тоа е лошо за државата. Исто се случува во други институции, а во невладините има навистина акумулирано знаење. Јас во средбите што ги гледам има навистина експерти кои што мислам дека треба да ни помагаат на нашиот пат кон Европската унија. За жал во Скопје одавна не е направен некој голем мост. Затоа јас и за решавање на сообраќајниот хаос мислам дека Илинденска да е поврзана со Ѓорче Петров е една од покрупните инвестиции во инфраструктурата. Од другата страна, после Првомајска, кон Марков манастир, онај руиниран мост над Маркова река, и тој е еден од приоритетите кој што се наоѓа во Кисела вода. И од аспект и политички, но и за подобар живот, ќе направиме едно спојување на музеот на град Скопје до Старата чаршија, каде што символички обединувањето ќе го на тој начин со една пешачка зона ќе го прогласиме. Повозрастните паметат дека кога јас тоа го читам во историјата за Скопје, дека кога е направен плоштадот во центарот на градот, тој е впрочем направен за од двете страни на реката Вардар. Тоа е идејата била и на авторот. И тоа мислам дека имаме обврска да го вратиме назад. Скопје не треба да се враќа во античко време, Скопје нема врска со тоа време, мислам дека треба да го цениме периодот што е вложен во изградбата, да цениме дека во 63 година после земјотресот цел свет работел за Скопје. Имаме обврска на 50 годишнината кога е 2013 година, мене ми е жал што и во собрание не се прогласи 2013 за година на солидарноста на Скопје. Цела година, секој месец да има манифестации. Не само еден ден ќе направат како во програмата што викат изложби или нешто. Не, нас не треба нов меѓународен конкурс за Скопје во кој што ќе ги најдобрите умови ќе ги донесеме и ќе дадат една визија за Скопје. По примерот на Њу Јорк ќе ангажирам уметник резидент. Една година консултант мој ќе биде некој од светските архитекти. И тој година дена ќе живее во Скопје. И тој секојдневно ќе дава идеи како што тоа го прават во другите земји. И онадан што мислам дека исто значајно, бидејќи на младите темелам кампањата, Скопје може да покаже дека може да нуди работни места. Ако ја погледнеме статистиката за средните училишта и луѓето што се запишуваат, стручните училишта, ако го тргнеме средното медицинско, тогаш е катастрофална ситуација со средните стручни училишта, одредени занает или одредени струки. Затоа ќе направиме стипендии за оние занаети кои што умираат или оние стручни области кои што изумираат, а после завршувањето на средното училиште ќе им понудам во Старата Скопска чаршија дуќанче каде што ќе може веднаш да почне да работи. Од средно училиште на работа веднаш, бидејќи добро е сите да отидат на факултет, но не е природно. И таа не после такви
утопистички варијанти како што сега се прави во нашата држава. И затоа има некои теми кои што врз база на искуството од парламентот, врз база од законодавната, пред се од имплементацијата на закони некои кочења, можам да ги искористам и овде во рамки на локалната самоуправа. Дали на 24 март завршува битката СДСМ ВМРО ДПМН и дали тоа е само прво полувреме од надпреварот кој што го најавивте по црниот понеделник на 24 декември? Па мене, прво да кажем, многу пати сме преговарале со меѓународната заедница и мислам дека ова премиерот Груевски што го направи веднаш отвори темата, покажува една некоректност, но и целата негативна кампања што се води го подразбира во тој контекст. Јас бев внатре и знам што е договорено. Нашата коректност на страна на председателот Црвенковски, Социјалдемократски сојуз и ние што бевме внатре, за жал се злоупотреби. Предвремени парламентарни избори ќе има. Ако не беа договорени предвремените парламентарни избори, реченицата договарање за сите опции, за дефинирање на тајминг за следните парламентарни избори немаше да има. Бидејќи следните парламентарни избори, согласно уставот, се знае кога се. Тоа што го нема зборот предвремени не значи дека тоа го нема како опција. Во тој договор мора да се промени законот во согласно со опсе препораките. Мора да се измени деловникот што кукавички го направија без нас. Мора комисијата да се ја заврши својата работа за 2 месеци и мора сите овие договори да завршат преговори за предвремените парламентарни избори до 1 септември, кога делегацијата од Скопје на Европската унија го заклучува извештајот овде и го предава на администрацијата во Брисел. Така да предвремени парламентарни избори ќе има. Но за да не го чекаме Груевски тој дали како ќе ги чита или преведе, на 24 март може многу работи да се знаат. Јас практично тоа ќе биде прво полувреме во кој што навистина ќе има само 15 минути пауза и потоа почнува она одлучувачко второ полувреме за иднината на Македонија. Колку СДСМ загуби со тоа што одредени видни членови на СДСМ фактички во последен момент решија да истрчаат како независни или во други како кандидати на други партии? Па мислам дека повеќе загубија тие. Ние сме во СДСМ и во политичките партии практично едно семејство. Кога сабајле протестираме пред мост, потоа одиме на вечер некаде се качуваме на лада, преку ден сме на некоја пресконференција, ги чувствуваме притисоците од власта. Сплотувањето и кохезијата, особено после 24 декември, стана голема. Или, да кажем, јас од мој личен аспект на 23 декември, после бдеењето, не спиењето во парламентот. Тие се борци, оние што седевне внатре во парламентот, што тие луѓе не можем никош да ги заборавам. И тие луѓе, таа мотивираност и таа семејна атмосфера што се создаде меѓу нас, не направи појаки, и тие што немаја сила да издржат тоа, мислам дека тие се губитници. Дека цело време зборуваме за власта, колку е ваква е, таква е, и кога попуштате, значи веќе не сте имале нерви да издржите до крај и не сте биле спремни за оваа борба. По 24 доаѓа 25 март. Каде ќе биде Јанија Макрадули на 25 март и што еве речиси на 10 дена пред изборите ќе им порачате на скопјани? Па јас ќе бидам во Скопје бидејќи го сакам Скопје. Верувам дека ќе имам прилика да им вратам на скопјаните на довербата што ја уживам сега и на поддршката што имам во текот на кампањата. Предпоставам дека на 25 ќе ги сумираме резултатите од првиот круг и ќе правиме анализа што правиме пред вториот круг. Во Скопје предпоставам дека ќе има и втор круг, да. На граѓаните што ќе порачате? Па на граѓаните да гласат за себе и за иднината на своите деца. Ако тоа го направат, јас верувам дека ќе го направат вистинскиот избор. Ви благодарам за интервјуто за А1.